Здраво и добре дојдовте во новата епизода на подкастот на Центарот за иновации во медиумите. Денес со нас во студиото е Иларија Димулкова, председателка на Факултетското студентско собрание при Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добре дојде, Иларија, како си? Добро те најдов, супер. Во испитна, изморано, ама мора. Како е да се биде председателка на Факултетското студентско собрание? Како да се биде председателка? Не знам, само што почнав. Изборите беа пред помалку од 1 месец, така што ќе видиме. Меѓутоа работата е многу сериозна, многу одговорна, бара многу посветеност, бара да се слушне секој студентски глас од факултетот па и од универзитетот. Така што Еве, иако сте малку време председателка, дали уште веднаш забележувате некои работи што можат да се сменат на подобро? апсолутно, јас пред да станам председателка бев член на Факултетското студентско собрание, бев потоа заменик председател и сега сум на функцијата председателка. Нормално дека има работи кои што треба да се сменат, кои што треба да се подобрат, има простор за нови работи кои што може да се воведат, така што да, секогаш има простор за развој. Така, секако. Како планирате да ја одржите комуникацијата со студентите? Дали студентите можат директно на вас да ви пишат за некои проблеми и слично? Секако. Значи, може мене директно да ми пишат, страницата, социјалните мрежи на Факултетското студентско собрание, на Инстаграм, на Фејсбук се целосно достапни, постојано. Достапна сум јас, достапен е новиот генерален секретар за било какви потреби. Моментално немаме студентски правобранител, меѓутоа од следната академска година повторно ќе се распише конкурзистиот и било кој од членовите на Факултетското студентско собрание верувам дека сите се постојано достапни за било какво прашање, идеја, сугестија за било што. Дополнително од пред некој месец почнавме со студентски состанок. Тоа всушност идејата е еден ден во месецот пред одржување на седницата на Факултетското собрание да се соберат студентите, отворено е за било кој да дојде, да се разговараат тековните предизвици, идеите за понатака што им треба на студентите на факултетот, што би сакале да прават, што би сакале да видат, на какви активности би сакале да присуствуваат, може би имаат предизвик со некој професор, со некој предмет и слични работи. На таквите студентски состаноци обично сега беа во читалната, планираме следната академска година да ги продолжиме, бидејќи се директен пристап на студентите со Факултетското студентско собрание. Дополнително, сега ќе се промовира и сервер на Дискорд, која што ќе биде платформа за сите студенти од факултетот да имаат пристап пред се до сите информации. Значи, серверот ги презема директно информациите од сајтот на Правниот факултет, ги известува студентите, сите соопштенија, сите нови објави всушност, и дополнително за вмрежување помеѓу студентите, помагање можеби со предмети, со испити, споделување на активности, споделување на покрај активностите на факултетот како работилници, трибини и слично, споделување на други активности како културни настани на другите факултети, општо организирани во Скопје, широм државата, нешто интересно, пристапно за млади, за студенти, студентски забави, екоживот, се. Така, тоа би било супер можност, еве кога сме кај активностите, какви активности имате во план, дали некои нови активности, што имате во план за воиднина, за некои студентски активности? Вака, главно, студентското студентско собрание пред неколку месеци имаше одобрен свој буџет и своја програма за работа, која што треба да се реализира, почната е веќе со реализација и треба да се заврши, нели, и во следната академска година и во текот на летото. Со припремите, нели, за следната академска година. На таа предлог програма, која што опфаќа повеќе аспекти, јас сама како, да речеме,
предизборна кампања или предлог активности кои што би ги направила во мојот мандат, само се да доградив со конкретни активности како би можеле нели ние тоа да го спроведеме. Мојот личен, да речем, главен фокус би сакала да биде пред се на студентскиот живот, покрај решавање нели на главните предизвици на факултетот, на студентскиот живот, на академскиот живот. Сепак сме на факултет, сме академски граѓани, сметам дека треба се посвети повеќе време на учење на академско пишување, на истражувачки методи, на номотехника, читање, литература и слично. Сметам дека во тој дел, да речеме, малку заостануваме како студенти. Исто така вмрежување со други и факултетски собранија и други факултети од сите области на факултетот, значи правни студии, политички студии, новинарство, односи со јавност и слично, кое што, дали тоа ќе биде преку Erasmus програма, дали ќе биде преку некоја друга програма или онлайн споделување на искуства и слично, сепак е многу важно да имаат студентите пристап до другите и професори и нивни идни колеги, студенти, заради вмрежување, подобри можности за пракса, за вработување, за учење и слично. Така е. Како може еден студент да се вклучи во факултетското студентско собрание и со тоа да помогне на некој начин? Студентите може да се вклучат пред се нели како членови. Значи, изборите за членови на факултетското студентско собрание се некаде ноември. Меѓутоа, исто така, во меѓувреме, доколку не сака да бидат членови, да си преземат, да речеме, некоја поголема одговорност, може да се вклучат како надворешни членови, тоа го воведовме исто така како ново, каде што присуствуваат на седниците на факултетското студентско собрание, имаат пристап нели до сите информации, може да даваат предлози, идеи и слично. Единствено нели не може да гласаат, тоа го прави студентското собрание, меѓутоа нели можат директно да придонесат. Покрај ова можат да се вклучат во студентските состаноци кои што ги споменав и може било како, верувам дека јас па и сите од факултетското студентско собрание се многу отворени за било каква соработка. А кој дел од студентскиот живот мислиш дека недостасува на нашиот факултет? Добро, сега ова зависи лично од студент до студент, меѓутоа некако и не само на нашиот факултет, општо во нашава држава, да речам, тоа е проблем, кога ќе се запишеме само на правни или само на политички студии или само на, не знам, економски, на било кој факултет, сме многу фокусирани само на тоа. Ретко кој учествува и во спортски настани, и во други културни настани, уметнички настани. Да, сега ти си направен и сега ти немаш пристап до, немаш пристап. Не се вклучуваш ни во спорт, ни во уметност, ни во ништо такво друго. Од тој аспект можеби ја гледам така, малку сме пасивни. Само тоа што си се определил да учиш и нешто малку, да речеме, поврзано со тоа и ништо друго. Мислам дека не треба, сепак сме студенти, сепак сме млади, да, факултетот сме го избрале, меѓутоа во денешно време, па и колку тоа ти значи дека стварно ќе бидеш тоа во животот. Супер ако се посветиш, прекрасно, меѓутоа нели треба да ги имаме опции, можности, социјален живот. Да, сега од денес има преголеми можности што може млад човек да... И од друг аспект, извини, ќе те прекинам, од друг аспект на пример на други универзитети широм светот има можност за комбинирање на студиите. Дури некои, да кажам, многу интересни комбинации. Например, на правниот факултет да се комбинираат некои студии со животна средина. Значи, зимаш предмети од тука и од таму. Ние го немаме тоа како можност. Од финки, например, зимаат исто со правни или зимаат финки економски или филолошки и политички науки. Такви некои комбинации, да, ти можеш да запишеш да ги запишеш двата, да ги учиш паралелно, меѓутоа нели не е тоа, а тоа би можело значително да придонесе до некои по-специфични струки кои што ни требаат и по добро пласирање на пазарот на труд.
Ако можете еве да внесете некоја нова традиција или навика на нашиот факултет, што би било тоа? Може би малку строго, но задолжително предавање. Не не само заради квалитетот на наставата, меѓутоа и пак оној студентски социјален живот, посетување на часовите, здружување со други колеги, полесно учење, такви работи. И никако да си го направиме поубав студентскиот простор на факултетот, со студентска дебата, студентски случувања, вмрежување повеќе помеѓу студентите и со професорите, други експерти од областа, повеќе можности. Ви благодарам еве што дојдовте и ми беше задоволство. Благодарам на поканата и супер е што има кој да го слушне студентскиот глас. Драги гледачи, ова беше се од денешната епизода. Активирајте се во студентскиот живот, следете ги Факултетското студентско собрание, следете ја страницата на Центарот за иновации во медиумите. Се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав!